Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Ново поглавје Стратегија Македонија 2030 е визија за модерна, стабилна и европски ориентирана Македонија. Стратегијата која на долг рок поставува јасен правец и систем на управување што ја заменува импровизацијата со институционална зрелост. Нашата цел е држава што создава стабилност, економска моќ и самодоверба. Денес имам чест да го презентирам првиот стожер од Стратегијата Македонија 2030, а тоа е државна безбедност и стабилност. Во време на сериозни геополитички промени, сајбер напади и хибридни закани, безбедноста станува основа за секоја друга државна политика. Само држава што е модерна, отпорна и институционално заштитена може да обезбеди развој и стабилност. Нашата стратегија за државна безбедност и стабилност се темели на 4 приоритети. Првиот приоритет е модерна армија со реални НАТО стандарди, технолошко унапредување, современи системи на командување и развој на сајбер одбранбени единици. Армија што навистина го штити државниот интерес. Вториот приоритет е национален модел за сајбер безбедност. Сајбер просторот е новото боиште. Потребен е национален центар за дигитална отпорност, јасни протоколи и стандарди, кои ќе ги штитат институциите, банките и критичната инфраструктура. Третиот приоритет – одбрана од хибридни закани и дезинформации. Создаваме државен механизам за анализа, брза реакција и заштита на демократските процеси, без нарушување на слободата на говор, но со заштита на вистината. И четврти приоритет – модерен систем за управување со кризи. Централен команден столб, автоматизирани процедури и регионална координација за брза, професионална и предвидлива реакција. Почитувани граѓани, безбедноста е темелот на државата. Само стабилна и заштитена Македонија може да биде економски силна, институционално зрела и политички самоуверена. Со овој стожер го отвораме новото поглавје на државноста што ја градиме заедно. Ви благодарам. Повелете доколку имаме прашање. Пристигна едно прашање до Центарот за комуникација на ВМРО-ДПМНЕ. Дали се точни обвинувањата на СДС за злоупотребите на директорот на СОЗР Томовски и каков е ставот на ВМРО-ДПМНЕ на тврдењата дека семејната фирма на Томовски добила 161 тендер во вредност од 5,3 милиони евра? Благодарам на прашањето. Тимот за одбрана на криминалот на Заев и Филипче, кои го представуваат за антикорупцијски тим, мислат дека сега е открити Америка. Големото откритие е дека Томовски е донатор на ВМРО-ДПМНЕ, како и илјадници други, а податоците се и јавно достапни. Прашањето е, каде е тука криминалот? Јасно е дека нема. Наместо текстовите да им ги пишува Зоран Заев од Дубај, добро е да ги проверат информациите со релевантни и стручни лица. Тие ќе им кажат дека ваквата реторика, освен правење на димна завеса за прикривање на криминалот на Зоран Заев, нема никаква друга релевантност. Сега со ред. Прва лага. СДС тврдеше дека фирмата на Томовски добила милионски тендери. Вистината е дека Томовски нема фирма и нема никакви приходи од споменатата компанија кои таа самото тоа го потврди. Втора лага. СДС велеа дека главниот број на фирмата е бројот на Томовски. Вистината е следна. Службените броеви на компанијата се други, а личниот број на Томовски е негов со години. Трета лага. СДС тврди дека Томовски бил донатор на ВМРО-ДПМНЕ и тоа било потврда дека тој имал бизниси. Вистината е следна. Јавен и никогаш скриен податок е дека Томовски е донатор на ВМРО-ДПМНЕ и тоа не значи кршење на било каков закон. Во овие 3 наврати се потврдува дека СДС лаже. Сега кога сме кај криминалот, го прашуваме Венко. Дали не е криминал тоа што додека тој е министер, негов министер и колега, вице-премиерот Кочо Ангјушев, му ги градеше модуларните болници од кои една се запали и загинаа 14 наши сограѓани. Кога тимот за одбрана на криминалот на Венков и Заев ќе го испита овој случај, тоа треба да одговорите. Ви благодарам.